Добар ден и добродојавте во уште едно издание на Формула на македонски. Овој пат како загревање пред утешната трка во Бразил, би сакал со вас да поразговарам, односно да ви прераскажам една сторија која можеби малкумина од вас ја знаат, особено оние луѓе кои површно следат Формула 1, кои Формула 1 не им е пасија, не им е секој неви, едноставно кои од викенд до викенд само се вклучуваат да ги следат трките, можеби си велат како дојде преку ноќ најнаш Мерцедес таква апсолутна доминација во Формула 1 последниве 5 години, 5 шампионски, односно конструкторски титули за Мерцедес, двојна титула, 4 титули однесе Луис Хамилтон, една зема Росберг, така што од новата ера кога беа воспоставени новите правила, па се до ден денес Мерцедес апсолутна доминација, 25-6 трки можеби во овие 5 години се победени, односно победата ја однеле некои од другите тимови, а сето останато го зема Мерцедес. И веројатно сигурно се прашувате како е тоа можно, иако во Формула 1 познато е, Формула 1 е спорт на ери, спорт кои го одбележувале постојано некои ери на доминација, без разлика дали тоа се работи на тим или возач. Имавме Михаел Шумахер со Ферари, ера на доминација, имавме Себастијан Фетел со Ред Бул, 4 сезони поред, сега Луис Хамилтон и Мерцедес, 5 сезони, предходно Мекларен можеби со Сена, кратко со Хакинен, 2 титули, Вилијамс, Лотус, низ времето имало постојано некои ери во Формула 1, меѓутоа оваа последната е малку поинтересна, бидејќи во 2010, 11 и 12, кога се спремаа новите правила во Формула 1, тогаш за врвот се бореа Ферари, Мекларен тоа време со Мерцедес мотори и Ред Бул, Рено во тоа време, додека Мерцедес се воздигнуваше од пепелта купувајќи го Браун GP, после оној феноменален потек на Рос Браун кога ја откупи шасијата на Хонда, кога во нејзе буквално неколку недели пред зимските тестирања 2009 година успеа да го вметне моторот на Мерцедес, па потоа Дженсон Батон до својата прва титула. Феноменално дуо беше тоа Дженсон Батон и Рубенс Барикело во Браун GP, меѓутоа од тој тим настана денеска Мерцедес, настана таа апсолутна сила, но Мерцедес има посериозни планови. Да се вратам уште малку наназад, во времето кога Мекларен и Мерцедес беа заедно, во времето кога Мекларен победуваше со Хакинен, па со Луис Хамилтон, па со Фернандо Алонсо, Мерцедес неколку пати се обиде да го откупи Мекларен, да го направи свој тим. Мерцедес во времето кога Норберт Хаук го предводеше тој тим, поседуваше дури 44% од акциите на Мекларен. Тоа беше, би рекол, скоро 50-50 партнерство помеѓу Мекларен и Мерцедес, што донесе одлични резултати, меѓутоа Мекларен со чело на Рон Денис не сакаше да се продаде, беа премногу горди, сакаа да останат како независен конструктор во Формула 1, секако си има и своји бизнис интереси, така што после тие преговори, тие неуспешни преговори, би рекол, од страна на Мерцедес да го откупи Мекларен, Мерцедес се повлече, Мекларен го откупи назад делот на Мерцедес кој тој го поседуваше, и со тоа Мекларен повторно стана комплетно независен тим, а Мерцедес се одлучи на друга стратегија, го купи Браун GP, го направи потоа свој тим и останатото е историја. Меѓутоа, што сакам тука, кој момент од оваа приказна сакам да го потенцирам, додека Ферари, Мекларен и Ред Бул се бореа и беа фокусирани на шампионатите од 2010 до 2012 година, Мерцедес тајно работеше на новиот проект, тоа е V6 хибрид ерата. Интересен факт е, верувам малкумини од вас го знаат ова, е што главните инженери на развојот на камионските мотори кои Мерцедес ги произведува низ целиот свет учествуваа во производство, во дизајн на спецификациите на новиот V6 хибрид мотор на Мерцедес. Потоа тие заедно секако со инженерите од F1 тимот во Мерцедес и потоа таа спецификација, тие генерални планови, тие би рекол рамки на новите правила во Формула 1 беа представени пред Берни Еколстон, и Берни Еколстон на еден начин ги прифати со тоа што Мерцедес се закани, односно ја би рекол по мој жаргон ја употреби Мерцедес својата карта на вето. Мерцедес се закани дека ќе напушти Формула 1 ако не може да биде повеќе инволвиран, ако не може да го представи Мерцедес тоа што го знае и умее на свој начин, се закани дека
ќе напушти, а потоа Берни Еклстон откако ги прифати плановите на Мерцедес за техничките спецификации, ако тоа јавно вие нигде не може да го прочитате, наводно сето тоа е голема F1 стратегиска група која одлучува за правилата, меѓутоа де факто тие правила беа техничкиот план на Мерцедес за новите мотори и сите знае однапред дека Мерцедес ќе биде најдобар во тоа, бидејќи работи многу години однапред веќе на тие планови. И Берни Еклстон, за да ги држи другите среќни, најпрво Ферари му го даде тој бонус за историски допринос во Формула 1 и сега Ферари не му е битно дали ќе биде прв или последен, не сакам погрешно да бидам сватен, не сакам да бидам тука сватен дека на Ферари не му е битно да победи, туку од финансиски аспект на Ферари не му е битно во ова првенство со овој договор дали ќе биде прв или последен, бидејќи парите кои Ферари ги зима како историски допринос, тој бонус се поголеми во сума него парите што би ги добил кога би го освоил првенството. Така Берни Итар Лисец, за да го држи Ферари задоволен и среќен, му го даде тој историски допринос, меѓутоа и на другите тимови како Мекларен, Вилијамс им фрли по некоја паричка ситна за да сите ќутат и бидат среќни, за да може Мерцедес конечно да се реализира себе си во Формула 1, да се врати на голема врата. Ете така, драги мои луѓе, почна доминацијата на Мерцедес. Тука не сакам да одземам ништо, апсолутно ништо од трудот, од средствата, од гениалноста, од целиот тој развој вложен од страна на Мерцедес. Мерцедес сериозно си ја свати својата домашна задача, иако имаше пол позиција, би рекол, со овие нови правила, тие воопшто не ја поценија својата конкуренција. Тие работеа напорно и се што овие 5 сезони последни доминација на Мерцедес се резултат на нивната напорна работа, на нивното инвестирање во спортот, на развојот на новите технологии и на формирањето на еден идеален тим со Тото Волф, со Рос Браун предходно, со Ники Лауда. И секако клучниот момент кога Рос Браун, знаејќи ги сите овие информации, отиде кај Луис Хамилтон дома, тоа може да го проверите на неколку интервјуа со Луис Хамилтон, кога раскажува како се одлучил да го напушти Мекларен. Во тоа време, кога Рос Браун му тропнал на врата и му кажал: слушај мали, ова се плановите, Мерцедес ке гази, дојди да возиш за нас, да ги срушиш сите рекорди. Од оваа гледна точка, вистинска одлука, но во тоа време се сеќаваме, кога излезе веста дека Хамилтон го напушта Мекларен да оди во Мерцедес, сите мислеа дека е грешка во кариерата, дека Хамилтон го фаделе бубачки, меѓутоа Хамилтон бил човекот кој ги имал информациите, а бидејќи Формула е многу наликува на војна, меѓутоа во спортски аспект информацијата е моќ, нели, секогаш е најбитна и таа носи најголема предност. Така да, за оние, ќе повторам, луѓе кои можеби не се толку навлезени во Формула 1, мала перспектива од далечина, за да сватите како функционираат некои работи во Формула 1, да не се чуите преку ноќ што е со Ферари, како Ферари сега е некомпетитивен во релативна смисла, бидејќи имаат 5-6 победи оваа сезона. Верувам дека во Ферари во тоа време кога Берни ги прифати предлозите на Мерцедес, веруваа дека добро, ќе им дадеме на Мерцедес една година, две, дека се порадуваат, Ферари е Ферари, Ферари бил и вечно ќе биде во Формула 1, дали тоа Мерцедес ќе биде вечно во Формула 1, прашалници многу. Последниот договор со Мекларен повторно да соработуваат од 2021 година ја отвара вратата за тивок излез на Мерцедес од Формула 1, ќе остане како конструктор на мотори, како конструктор на моторни единици, но дали ќе остане како тим е знак прашање. Шпекулации дека Мерцедес е на продажба се шират по интернет, синојка на неколку различни, би рекол, доста пристојни Формула 1 сајтови прочитав неколку информации дека Формула 1 тимот е на продажба. Daimler Chrysler за прв пат пријави загуба во 21 век, така што не верувам дека вечно ќе продолжат да го одврзуваат кесето за проектот наречен Формула 1, освоја све што можат да освојат, меѓутоа благодарение на Берни Еклстон, благодарение на неговата итрост да ги подкупи сите, да ги заќути и да му дозволи на Мерцедес да го реализира својот план. Но ќе повторам уште еднаш, овде не сакам ништо да одземам од нивната гениалност, од нивниот труд вложен, од нивната инвестиција да бидат таму кај што се. Се што направи Мерцедес се должи на нивниот труд. Луѓето на вистина работеа напорно, секоја година беа најдобри во питстоповите, во стратегиите,
во изработката на моторите, во изработката на болидите и сосема заслужено е одбележија оваа декада во Формула 1, би рекол, во новата V6 Turbo Hybrid ера, и како што стојат работите, многу е веројатно дека и следната година ќе се борат повторно за шампионска титула. И само сакав една ретроспектива, една кратка анализа за малку повеќе да ги разиграме оние појави и мисли како Ферари не е компетитивен затоа што не знаат што прават, или Мерцедес затоа што се убедливо најдобри и само они знаат што прават. Не, секогаш, барем во Формула 1, за жал политиката и парите имаат секогаш улога, и за жал Берни Еклстон многу години ја водеше Формула 1 на погрешен начин. Некои од последиците од неговото владење, би рекол, со Формула 1 ги чувствуваме и ден денес, но се надевам овие нови правила од Рос Браун, овој нов тим кој тој го состави, овие нови технички регулативи, на вистина од 2021 година повторно ќе застанат Формула 1 на едни здрави нозе, на едни здрави темели, каде што ќе имаме повеќе фер конкуренција него што имаме сега, каде што малите тимови ќе може да дојдат до израз, каде што тој што напорно работи, каде што тој што најпаметно работи ќе може да профитира, да биде прв, и верувам дека за сите ќе биде подобро кога имаме поинтересни трки и поголеми дуели. Доколку ви се допаѓаат ваков тип на видеа, ви молам во коментар, кажете го вашето мислење, дали ја знаевте оваа приказна, што мислите за ова, продолжите го следите каналот Формула на македонски, вашето внимание ми е многу битно и многу го ценам. Една од причините кои овој канал постои сте токму вие. Лайк, шер, сабскрайб и се гледаме утре вечер после трката во Бразил. Поздрав!